веднаш кога те поправам, не влегувам у политика. За мене, локалниот совет е само сервис на граѓаните, односно оние кои што ќе ги решават проблемите на граѓаните. Од комунална инфраструктура, сообраќај, сите оние работи кои што ги машат. За политика имаме влада која што на листата на ВМРО-ДПМНЕ си на веќе може да те сметам како иден советник, бидејќи си во твојата биографија видов дека имаш ноемвриска награда. Која година беше? 19 победуваме, го конституираме советот, ние сме мнозинство и се фаќаме за работа. Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Плоштад Прес, пета емисија подкаст без пардон. Денеска со мене во студиото е Тони Димитриевски, шеик. Тони, добре дојде во студиото на Плоштад Прес. Добро ве најдов, поздрав за гледачите на Плоштад Прес. Благодарам што ја прифати поканата да бидеш мој гост. По секој време. После децении, нема да кажам колку, да не изгледам многу стари, али после многу децении кудеси школски, како си школски, стигнавме до добре дојде во студиото на Плоштад Прес, ама оваа година ни се вкрстија патиштата. Јас подкастот го темпирав за старт пред изборите, ти влезе во тимот на ВМРО-ДПМНЕ за овие избори, па ќе поразговараме за многу теми. Меѓутоа, звучи како клише, меѓутоа сите кумановци ги прашувам, сите мои гости ги прашувам, знаеш како велат кумановец без надимак не е кумановец, а ти имаш еден баш онака уникатен и препознатив. Кој е кум? Ајде да тргнеме од тоа. Од каде шеик? Па, шеик, тоа ми е од, веројатно дека и татко ми, па јас работев у Мак Петрол. И баш кум ми е професор по ото, тогаш ни беше Мите. Мите Дебел што викал кумановци. Да. Тој професор така, бензинче, шејче, остана шеик. И така оста. Да. Така да. Тоа е уште од раните школски дена. 5-6 делена, така нешто беше. Добро. Слушај, Шеик, вака да почнеме сега со она, пошто јас ја гледав твојата биографија и една работа, пошто си препознатлив во Кумановци, е твојата страст кон планинарењето. Значи, нешто околу тоа да ми кажеш. Од каде таа љубов кон таа работа? Па вака, ја цел живот сум спортист, меѓутоа ми се највише со фудбал, мал фудбал. Активно играв, меѓутоа како скинав тетива, значи 2006 година, после тоа пауза за здравување, година-две, почнав така пешачење, па ајде као малку по тука околните ридови и потоа со едни двајца мои повозрасни другари се фативме за кој за жал едниот и покој мога да му се опрости. Се фатив со нив и веќе 13 години активно пешачиме, се движиме по планините на Балкан. И он твој познат оној ритуал со закачување на па нема врв на Балкан на кој што не сум го закачил нашето национално знамето од Кутлиш, да. Дори имав една случка на Олимп и му давам еден грк да не слика и го вадам знамето, ми го фрли телефонот едва и го земав после. Така да. Да, после се смирив, се најдобро сега. Така. Друга работа по која си исто препознати во Куманово е, тоа е веќе колку 25 години бренд Корнер Баба Цана. Ајде да тргнеме, тоа веќе не е само страст кон храната, тоа е веќе и бизнис со кој ти успешно работиш повеќе од 2 децени, 24-5 години така. Ајде за тие почетоци. Како тоа почна малку повеќе за нашите гледачи, бидејќи не е едноставна таа работа. Од страна изгледа онака убаво, атрактивно, меѓутоа не е баш тоа едноставна работа. Ајде за тоа малку повеќе. Па не едноставно, меѓутоа кога се работи со љубов, станува
нормална работа. Па 2001 година почнав со кебапчилница Корнер. 2011 веќе почнавме со производство собствено на полутрajни совместни производи. Инаку пред тоа си произведувавме подготовки за Скара. Почнавме со една цел да произведуваме и да им понудиме на купувачите што поквалитетен и поздрав производ. Така. Значи 2011 година кога почнавме со производство, почнавме исклучиво со свежо месо, без употреба на никакви адитиви, хемии, конзерванси, вештачки бои и по тоа станавме препознатливи. 2007 година пред тоа отворивме ресторан покрај Корнер у Гевгелија и работевме таму 3 години и 2010 година го отворивме нашиот прв национален ресторан во Бацана, па 2014 во Скопје, по сега Скопје не истече договорот, затворивме, па се спремаме на нова локација. Во меѓувреме почнавме со бајги добро производство на овие трајни производи кои што кај нас реално ретко кој ги произведува. Така да ја отворивме првата македонска пршутана. Свечено отварање ќе биде за некој месец. Објектот е спремен, се наоѓа на студена вода, убаво место, убава природа, за да биде убав производот. Тоа ќе биде прва од таков тип со транспарентно производство, значи со можност да доаѓаат групи да посетат и да се запознаат со тоа како се спрема, што се спрема. И на кој начин. Во твојата биографија видов дека имаш ноемвриска награда. Која година беше тоа подземја? Па 2011 почнавме со производство, веќе 2012 година добивме признание ноемвриска награда баш за производство на ваков тип на А за ова ќе те замолам да кажеш малку повеќе пошто знам дека 2016 имаш добиено по повод на Светски ден на туризмот награда за најуспешен ресторан. Да. Околу тоа која додели таа награда, да малку за гледачите малку повеќе околу тоа признание, пошто звучи онака баш да си горд на таа награда. 27 септември, Светски ден на туризмот, сме прогласени за најуспешен ресторан во Македонија. Так. Значи зборам за нашите два ресторана Бабацана Куманово и Бабацана Скопје. Бабацана Скопје. Да. Браво. Во меѓувреме добивме едно признание од еден реномиран хрватски часопис, не знам како се викаше, исто така за најуспешен ресторан македонски. Сега одиме на она што е топ тема во Куманово и Македонија, локални избори. Шејх, ти ова година нови локални избори реши да бидеш дел од тимот на ВМРО ДПМН. Која беше главната причина да се вклучиш во политиката? Веднаш каде поправам, не влегувам во политика. За мене локалниот совет е само сервис на граѓаните, односно оние кои што ќе ги решават проблемите на граѓаните. Од комунална инфраструктура, сообраќај, сите оние работи кои што ги мачат. За политика имаме влада, која што начело со професор доктор Христијан Мицкоски, мислам дека извонредно се снаоѓа во таа улога и добро работат, така да политиката ќе ми оставиме на нив. Ние мислам дека треба да ги решаваме основните проблеми на граѓаните што ги имаат во локалната самоуправа. Добро, ајде да одиме сега околу тоа. Според твое мислење, тоа ги прашувам и сите мои гости. Кои се според твое мислење три најголеми проблеми во локалните проблеми во Куманово? Кога би имал можност да бираш топ 3 со кои би се зафатил за решавање? Па нормално инфраструктурата, односно малце неблагодарно у 21 век да збориме за водовод и канализација, меѓутоа да, генерален проблем на приградските населби и селата кои што гравитираат околу Куманово е водовод и канализација. Значи сите се жалат дека имаат проблем или недоволно водоснабдување или нерешена канализациона мрежа, така да тоа е еден од горливите проблеми кои што ќе мора да ги решиме. Така. Второ, сообраќајниот хаос. Тоа е градот се разви, многу возила, меѓутоа
паркинг простори, Чаре мора да се улиците. најде. Некако не е оправдување што и тоа ќе кажат, абе знаете Афганистан и Ирак си направија свое, се дуплира. Не, нема никакво оправдување. Нити сакам некого да оправдам, нити не. Меѓутоа, мислам дека со една здрава работа, Така. со експерти кои што се од тој дел, таа бранша, мислам дека може да се реши. Ке се ревидират и сите овие што се направени до насочни, зонското паркирање, мислам дека не е добро решено. Ќе гледаме се тоа да го исправиме и да го поправиме, да го направиме да биде многу подобро за граѓаните на Куманово, за да можат да живеат и да творат тука без никакви проблеми, за да може да излезе како треба до град или од приградските населби. Так. Многу е тешко луѓе да дојдат до центар и не мора ни да дојдат до центар. Ама треба да им овозможиме места за паркирање на нивните возила. Така. Да, на листата на ВМРО ДПМН си на веќе може да те сметам како иден советник, бидејќи си на добитно 6-то место. Не, добитното место кај нас е 12. Машала, 12-та. Сигурно. Тоа ќе те прашам на крај, пошто ги прашувам сите. Јас сум на средина. Да, добро. Златна средина. Златна средина, добро. Тоа ќе те прашам на крај и колку имаш твоето предвидување за број на советници што ги освои и ВМРО ДПМН и другите политички противници. Меѓутоа, ајде дел од совет, идниот совет на општина Куманово си. Каде се наоѓаш како иден советник? Што ќе биде твој приоритет, бидејќи заборави во најавата за да кажеме и дека си председател на Сдруженијето Бисер, на угостители Бисер. Знам дека е тоа ќе разговараме после. Но меѓутоа ајде за ова. Од утре си член на совет на општина Куманово. Што ќе биде твој приоритет како совет? По со оглед на тоа дека ние ќе го владееме со советот, односно ќе бидеме веќина, начело со Очекуваш Владимир мнозинство? Михайловски, да, сигурно дека ќе бидеме ние мнозинство во советот и без нас нема да може да се донесе никаква одлука, односно сите наши приоритети, односно делови од програмата ќе бидат имплементирани за да може да се развива градот како треба. Јас дека доаѓам од туристичко-угостителскиот сектор како председател на Сдружение Тоа ме угостители. интересираше, да. Нормално дека најголем акцент ќе ставам за развој на угостителството како гранка, односно комплексната гранка туризам и гостителство, бидејќи не е мала гранка, 2000 Така. луѓе има во нашиот Преку сектор 2000 вработени. Има преку 2000 сигурно, кој што мислам дека бевме еден од најпогодените сектори за време на корона и на енергетската криза. И сами знаете, тогаш бевме по улици, ја бев еден од предводниците на тие протести и преговори со тогашната влада, за која што не можам ништо добро да кажам, значи наместо да ни помогнат со грантови, не заглавија со кредити кои што и ден денеска Уште ги враќате. Уште ги враќаме и не се снајдува како треба и нормално народот ги казни на наредните избори, баш заради тие работи кои што не може да ги обезбедат основните услови за работа и на стопанствениците, па и на жителите воопшто. Така да најголем акцент ќе ставам на тоа, бидејќи доаѓам од тој сектор. Имаме доста идеи за промоција на Куманово, мислам дека Куманово има потенцијал да стане еден бренд угостителски, гастрономски, можеме да ги искористиме потенцијалот на околината наша. Кокино ни е тука, Бистинска клисура. Значи имаме места со кои што можеме да настапиме на светскиот пазар, да се промовираме како град и да привлечеме доста туристи. Кога тоа веќе спомна, мене ми интересира, видејќи следам што се случува тука во регионот. Еве, соседна Србија, тие од тој етнотуризам или некој како што го нарекуваат селски туризам, направија бренд. Таму има многу луѓе кои се вработени. Колку има капацитет Куманово според твое мислење да направиме нешто повеќе за тоа? Ти спомна пред малку, меѓутоа да мала дополна тебе. Дали ние имаме капацитет тоа со добро менаџирање да направиме нешто сериозно во тој поглед? Па нормално дека имаме капацитет. Куманово град кој што има изворена природа, убави села кои што баш за тој селски туризам имаме и репрезентативни објекти од тој тип.
кои што гравитираат околината на Куманово. Имаме потенцијал уште да се развиваме. Нормално со помош на владата и со субвенции кои што сега се спремаат и ќе се даваат за развој на етнотуризмот. Мислам дека Куманово има голем потенцијал и може добро да се направи. Па имаме 4-та мегалитска обсерваторија на свет, така да жалосно е тоа да не го искористиме. А се надевам дека не се надевам, знам дека сигурно ќе у наредните 4 години дека ќе направиме. Те држам за збор, поготово бидејќи овој дел ме баш интересира, ќе поминат изборите, ќе Вислимска клисура и Кокино се приоритет на Куманово. Нормално и со организирање на разни сајми, на храна, на така. Еве, например, сега на 10 ве поканувам да дојдете во Касапски круг. 4-та поред Кумановска сужуклијада. Го промовираме нашиот бренд. За гурман како мене 2 пати не мораш да кажеш, че ќе дојдам, да. Добро? Па тоа е наше со кое што можеме да да настапиме на пазарот на храната за да ги привлечеме луѓето. Сепак Кумановски сужуки, Кумановски сужуки. Тоа е наш бренд. Треба да го промовираме. Шејх, малку околу изборите. Ти спомна дека онака самоуверено дека Владимир носителот на ВМРО ДПМН, новиот председател на Сојна општина Куманово, мнозинство, меѓутоа ајде околу прогнозата. Имам јас овде сите ги прашувам, мора да те прашам. Некои ќе ти се налутат, знали, мене ми замера за да сум 8 минута, јас им кажав 3 до 4. Ајде повели ти, тргнуваме. Пиши веднаш председател на Совет на општина Куманово Владимир Михайловски. Добро, Владимир Михайловски. Ке ставам само иницијали се знаат на колку мислам да. Одиме со ред. Дуивлен. Добро. Дуивлен 6 до 7. 6 до 7. Добро. Левица? Левица еден би можеле да. Еден? Со оглед на тоа дека имат млад тим, па нешто така. Мала. И тоа ќе биде тешко. Знам. Знам 4 сигурни. 4. Еве ќе ставам еден извичен дека ги гарантират. ДПСМ. ДПСМ направи изворена листа. Мислам дека ја им прогнозирам 1 до 2, меѓутоа сега 2 мислам дека им се сигурни и за трет ќе се борат. Добро, 2 до 3. СДСМ. СДСМ не знам што да кажам, се двомам измеѓу 3 и 4, ајде еве 4 ќе им ставам. Доста муштерија. Ајде 4. Да не се лута. Ред за Куманово, Диро? Еден ако има, мислам дека ќе се задоволам. Добро. И ова за ВМРО не те прашувам, бидејќи испаѓа дека... Си кажав одма на почеток дека сум на пола, значи 12 сигурно. Значи 12, еве тука ќе ставам и значи најмалку 12. Израчуне да не сме испуштиле некој. Ќе соберам после, да не се мачам да ставам на очери. Шејк, неколку пати кажа дека си сигурен во победа на партијата, на ВМРО ДПМН, дека ќе направи ново мнозинство, дека мнозинството во Советот ќе биде предводено ВМРО ДПМН и коалицијата. Што можеш да кажеш, некоја порака до граѓаните? Што можеш да ветиш од формирањето на новиот совет и преземањето на локалната власт од страна на ВМРО ДПМН? Порака до граѓаните. Порака до граѓаните, значи се што ветивме ќе го исполниме. Значи ВМРО е партија која што ги исполнува своите задачи и цели што ги има зададено. Така да мислам дека после 30 кусур години редно е граѓаните да променат нешто и да видат дека има луѓе кои што работат, творат и се залагаат за подобро утре. Мислам дека ВМРО ДПМН има потенцијал. Сите знаеме дека е тоа партија која што нели се да само вика дека биле државотворна, не би се сложил. Мислам дека ВМРО е таа која што ја држи државата, ги стапува националните интереси, црсто стои на земјата и мислам дека со оваа политика и со оваа гарнитура која што има ВМРО ДПМН, ќе имаме многу голема поддршка од владата за Куманово и мислам дека Куманово за 4 години ќе биде еден бренд на културолошки, гастрономски, туристички. Нормално со средени сите овие пред тоа проблеми што ги спомнавме, околу инфраструктура, водовод, канализација.
Школски, ти кажам наискрено, очекував, мисля дека ќе ни трае овој разговор многу повеќе, меѓутоа некако ми заврши многу брзо, затоа што приметив кај тебе некоја самоувереност која не остава простор нешто многу да разговараме. Некако ми делуваш сигурно дека во себе, дека во оно што го зборуваш, дека победата е сигурна, дека ова мнозинство за кој зборуваш е сигурно, дека Владимир Михаловски е иден председател на Советна општина Куманово, оставаш впечаток дека нема нешто многу потреба многу да зборуваме. Да не сакаш да кажеш 2 месеци сме на терен. Да. Ајде кажи. Ова не го зборам на памет. Ова е гласот на граѓаните у Куманово. Значи секојдневна комуникација, да поси угостител, секојдневно поминуваат луѓе. И од тука ми е таа самоувереност. Знам дека луѓето сакаат промена и знам дека веруваат на ВМРО да промене. Затоа и се приклучив на оваа листа. Зашто знам дека своите ветувања ВМРО да промене ги спомнам. Чек, одиме сега за нешто што е конкретно сега локалните избори, политичките партии излегува со своја програма, кандидатите за градоначалник излегуваат со нивни проекти, кандидатот на СДСМ е наактивна со неговите 3D и анимации, тоа го зборувам со сите гости. Мене ме интересира твое мислење, кои се конкретните и побитни проблеми до кои ги имаат граѓаните на Куманово. Некако ми се чини дека на нас ни треба малку реална програма, малку реални проекти, без некои анимации кои личат само на око многу убаво, а на теренот ние имаме многу поедноставни проблеми во кои ти во воведот кажа улици ваму таму. Ајде да тргнеме од тоа. Дали на Кумановци им требаат спектакуларни програми со кои се нуди се и се што идентитева нешто конкретно, како и на сите досега и околу Пионерскиот дом. Дај веќе еднаш да се реши тој проблем. Кажи ми ти, тргни од тоа, кога ќе се реши проблемот со Пионерскиот дом? Дали може да ни ветиш дека новото што се однесува до, знаете дека ние го поддржуваме актуелниот градоначалник, бидејќи не е у коалиција. Со оглед на тоа дека сите негови против кандидати, ајде не сите, од левица мислам дека не било политика, овие другите беа власт во Куманово и може све да седат. Да сега со тие 3D анимации или ред во поставување, но има шанса 20 години се у власт, што они, што нивните родители, така да може све тоа да го завршат да го направат. Што се однесува до овие Пионерски дом, јас сум врзан за Пионерски дом бидејќи таму ми е прекарот од професорот, бевме у Пионерски дом, бевме на некоја представа и знаете дека беше тоа, значи сврталиште за млади, центар кој што извонреден, значи како објекти и сите таму настани што се случува и што творевме, се учевме све тие секции што беа таму. Да сум ишол у стрелачка секција таму. Мислам дека со помош на владата, бидејќи преку 140 милиона имаат спремно за Куманово, ако не си пуштени веќе, мислам дека Куманово ќе почне да ги санира и да ги поправа штетите што од неодржувањето на виталните објекти у градот. Значи, има нови градинки, веќе одобрено денески Министерката за образование Весна Јаневска спомна и за реновирање на училишта, така да тие се некои големи проблеми кои што треба да се решат. Мислам дека конечно Пионерски дом ќе се реши. Исто така успеавме да стопираме Центарот за култура да не прерасне у гостителски објект, него да биде за објект за таа намера за која што е направен. Така да и му фали уште околу да се среди. Нормално со реконструкција на малиот площад, мислам дека ќе се среди и околината на Центарот за култура. Тоа е сообраќајници нормално дека ќе бидат завршени, односно проширени. Соколана. А кажи ми,
кога со тимот од ВМРО ДПМН одиш помеѓу граѓани? Кој дел го покриваш? Центар на Куманово или прекратите? Не, ние сме секаде. Секој ден различна населба. На што се жалат најмногу нашите сограѓани? Зборувам да оние од приградските населби. Што ги ние најмногу мачи? Па ви кажав, водовод и канализација. Мислам, жалосно е 21 век. Од тоа, меѓутоа, тоа се тие големи проблеми кои што луѓето ги на некој начин терат на иселување. Тоа е проблемот кај нас. Тоа е огромен проблем. Да. Mi се чини дека пола држава е со една нога на кај аеродромот и заминување во еден правец. Па веќе платите не се проблем. Скоро се изедначивме со, можам да кажам, со општеството, мада и другите сектори се баја добри платите, така да веќе народот е незадоволен од системот, од функционирањето на системот и на основните животни потреби. Значи, да се жалиш ти у 21 век за водовод и канализација, па си имал денеска вода, утре немало, тие се тие проблеми кои што можеме да ги решиме и ќе ги решиме. И мислам дека ќе успееме да ги задржиме овие што се тука, да не се иселуваат и нормално ќе направиме систем за кој што ќе се вратат нашите деца да творат и да работат тука. Тоа ми е затоа шеик мене малку ме избега мислата во прашањето кога зборува за малку реална политика. Видите, јас кога разговарам со нашите сограѓани, што сега нели главна тема се локалните избори, приметувам дека превладува едно мислење. Велат, ние имаме пад на број на ученици секоја година, а они ни нудат во програма нови градинки, нови училишта, за кого? И сите велат дајме да направиме, да го сочуваме ова што имаме, пошто бе еден баш сограѓанин пре некој да ми кажа како тргнала работата, сите деца ќе може да ги сместиме во, знаеш, изгорено школа. И мене ме тоа онака ме потикна да го тоа потенцирам како дај да видиме реална политика. Не е ова некоја хајка против Мартин Костовски, нека он жив и здрав, меѓутоа ти пренесувам впечаток како дајте реална програма, дајте да видиме нешто што ќе може од утре да почнеме да ги решаваме секојдневните проблеми без некоја спектакуларна програма која ќе биде на око убава, а ќе ни треба 30 години за реализација. А реално, Куманово има дефицит со простор за градинки. Значи, моментално градинките што ги имаме, не може да ги примат сите деца. Так. И затоа веќе е добиено согласност за изградба на две градинки, мислам, у наредната година. Добро. До крајот на мандатот на овој совет, мислам дека уште две. Добро. Така да со тоа ќе ги покриеме, односно ќе ги задоволиме потребите на децата од предшколска возраст. За конкретно за училиштата за одлив, односно нели испишување и иселување на младите на училишна возраст до најповеќе до 8 деление се тие. Конкретно ќе има реконструкција на постоечките училишта. Как? Тоа веќе нешто нормално дека каде што ќе има потреба да се изгради ново училиште, да, меѓутоа знаеме сите у какви услови учат нашите деца, така да тоа ќе мора да се направи да биде на едно многу посовремено ниво и многу попристојно. Значи, санирање на санитарни јазли, училници и тие што се тука деца за да имат некои нормални услови за учење. А кажи ми, како ја оценуваш до сега ова изванна кампања? Бидејќи гледав и дебата на македонската телевизија, некако и според моje мислење и со она што разговара со нашите сограѓани, некако се тоа беше малку умерено, не имаше некако што вели да пушти в крв, некако дали мислиш дека се уште е рано и очекуваш како се доближува гласањето тоа да се биде појако, да почнат и дури и навреди, или мислиш дека оваа кампања ќе помине нака мирно, без некои тешки зборови и отровни стрели од еден во друг табор?
На почетокот ботовите, извиниш, шег не ги сметам бидејќи тие се од старт пуштени на најако. Знаеш, она делува мизерно, отвориш таму, гледаш. Ма више досадни се, знаеш. Да, и нека стават слика, никој не е обрнал внимание на тоа. Мислам, и на самиот почеток на кампањата, нашиот носител на листата, Владимир Михайловски, рече дека ќе имаме фер кампања. Значи, нити навредуваме некого, нити омаловажуваме, едноставно ние се бориме да допреме до граѓаните со нашите идеи и проекти. Така. И им ветуваме дека тоа ќе биде реализирано. Значи, за прв пат, све што ќе се каже, ќе се реализира. Тоа ви гарантирам. Тоа ти кажав. Значи, ќе те подсетувам како нов член на Советот на општина Куманово. Никакви, значи, лоши кампањи, увреди, прљава кампана, нешто да. За ВМРО не е својствено тоа. А па луѓето сега што се на листа се сите така културни, домаќински луѓе кои што не ги интересира кој што како, само гледаат да се завршат работата и да го направат тоа за што се посоветат. Односно да се во служба на граѓаните. Што поише да можеме да ги завршиме тие проекти, за да им овозможиме на луѓето да живеат еден пристоен живот. Сега, нели, нормално секогаш има поубаво и подобро, меѓутоа да почнеме од нешто кое што ќе биде нормално за живење, за да не ни се иселуваат. Да функционира градот како што треба да функционира. Како што сите сакаме да биде. Така. Шејх беше многу краток во одговорите. Јас мислам дека ова интервју ќе трае подолго, дека ќе разговараме малку повеќе, меѓутоа ти она Шкоцки нема што да се разговара. 19 победуваме, го конституираме Советот, ние сме мнозинство и се фаќаме за работа. Бидејќи овој град сака да се сработи нешто и да се завршат проектите кои што се започнати и нови, кои што ние ќе ги оствариме. Добро, нема многу филозофија. Нема потреба од филозофија. Нема што. Започнуваме со работа, завршуваме и толку. Тоа сакаат граѓаните. Видовме за овие 30 кусур години лажни ветувања, филозофија, демагогија и празни моменти, не. Се знае. Локален совет е да работи. И да го сработи тоа зашто е. Ке те подсетам на се ова што ми го кажа на овој подкаст, ке те подсетувам после формирањето и кога ќе ти честитам на влегувањето во Совет на општина Куманово, што си кажал на оваа маса. Ти кажав, спремен сум на 3 месеци ако треба отчет ќе ти дадам. Добро. Никако проблем. Договорен. Да. Да си ми жив и здрав. Фала што одвои време да бидеш дел од подкаст Без пардон. Почитувани гледачи, тоа беше Тони Димитриевски Шејк. Нареден подкаст ќе биде овие денови, чекам да видам од штабовите на ДПСМ, ЗНАМ или Левица да ми кажат кој нивен член ќе ми биде слободен да биде гост во подкаст Без пардон. Се гледаме.